Добар ден! Здраво, драги ученици! Здраво, драги првачиња! Добре дојдовте во нашата e-училница. Денес ќе се дружиме со предметот математика за прво оделение. Јас сум наставничка Ирина Павловска од Основното училиште Круме Кепески од Скопје. Часот кој што денеска ќе го обработуваме е час за да ги повториме и да ги утврдиме знаењата за броевите од 1 до 10. Што треба да научиме од овој час? Треба да броиме нанапред и наназад од 1 до 10. Треба правилно да го поврзуваме количеството на предмети со соодветниот број, да ги знаеме, да ги кажуваме парните и непарните броеви до 10, да го сваќаме значењето на знакот плюс, минус и еднакво и во кои математички операции тие знаци ги применуваме, како и да собираме и одземаме броеви до 10 самостојно, но со помош на нашата бројна оска. Ајде заедно да ги кажеме броевите од 1 до 10, односно од 0 до 10, почнувајќи од нулата па нагоре. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така, тоа се броевите од 0 до 10, а сега истите ќе ги кажеме, но ќе почнеме од 10, па ќе одиме надолу до нулата. Почнуваме 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и 0. Откако ги кажавме броевите од 1 до 10 и од 10 до 0, сега на овој слайд треба внимателно да ги разгледаме предметите. Откако ќе ги разгледаме, ќе забележиме дека тие предмети се наоѓаат во различен број, односно се наоѓаат во група која што содржи различен број на предмети. Ќе почнеме со ливчињата и ајде да ги изброиме. Броиме дека се 1, 2, 3, 4 и веднаш до нив ќе го запишеме бројот 4. Може да забележиме дека имаме само една книга и затоа до неја ќе го запишеме бројот 1. Кај рибите, да ги изброиме внимателно и да видиме колку се. 1, 2, 3, 4, 5, 6, затоа до нив запишуваме број 6. Потоа одиме кај групата на пчелки да ги изброиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и веднаш до нив ќе го запишеме бројот 7. Знам дека можете сами да ги изброите боичките, но ајде заедно со мене. 1, 2, 3, значи се вкупно 3 броички и до нив ќе го запишеме бројот 3. Верувам дека ги препознавате овие инсекти, мравки. Ајде да видиме колку се тие вкупно на број. 1, 2. Затоа до нив го запишуваме бројот 2. Ќе преминеме кај балоните. Да започнеме со броење на балоните. 1, 2, 3, 4, 5. 5 балони се вкупно и до нив го запишуваме бројот 5. Сите деца сакаат лижавчиња, но ајде ние да ги изброиме овие шарени, убави лижавчиња. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вкупно 10 лижавчиња и до нив го запишуваме бројот 10. Крофни, токму така. Да ги изброиме крофните, да видиме колку се на број. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, вкупно 8 крофни на број и до нив го запишуваме бројот 8. Останаа уште овие преубави шарени цветови кои што треба да ги изброиме колку се. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Вкупно 9 цветови и веднаш до нив запишуваме број 9. Понатака, откако ги кажавме броевите и ги поврзавме броевите со нивната количина на броеви, сега имаме парни броеви и понатака непарни, ќе видите на наредниот слайд, кои што треба да ги одредиме и да видиме зошто се тие парни броеви. Пред да кажеме кои се парните броеви до 10, да кажеме што всушност представува парен број, дека тоа е број кој што од вкупното свое количество на единици може да направиме пар од по 2 единици, а при тоа да не ни остане ни една единица без свој пар. Сите тие броеви можеме да ги наречеме парни броеви. Парните броеви до 10 се 2, 4, 6, 8 и 10. Како доказ за сето ова што го кажувам, на оваа слика подолу имам вкупно 10 јаболка. Сите тие се спарени по 2 јаболка, значи број 2, па се зголемува за уште 2, број 4, па се зголемува за уште 2, број 6, се зголемува за уште 2, број 8, се зголемува за уште 2, број 10. Можеме да заклучиме дека навистина бројот 2, кога ќе го прерипаме за 2 одиме на 4, па тој кога ќе го прерипаме за 2 одиме на број 6, па кога ќе го прерипаме за број 2 одиме на 8 и кога ќе го прерипаме за број 2 одиме на 10, може да заклучиме дека 2, 4, 6, 8 и 10 се парни броеви. Одиме кај непарните броеви, пред да ги кажеме, да кажеме дека бројот кој е својата вкупна количина единици. Треба да направиме пар за секој 2 парчиња единици и при тоа ќе ни остане една единица сама, без свој пар, го нарекуваме непарен број. За броевите до 10, непарни броеви се 1, 3, 5, 7, 9. Подолу имаме вкупно 9 јаболка, кои што ако ги спариме по 2, како овде што сме направиле 2, па уште 2 4, па уште 2 6, па овие 2 долу уште 8, но едно јаболко ни останува само, тоа е 9-тото јаболко, може да заклучиме дека овие броеви од 1 до 9 се навистина непарни броеви, бидејќи кога ќе ги спареме по 2, секогаш ќе ни остане едно парче кое што ќе остане без свој пар. Одиме понатака, пред да преминеме на зарешавање на задачи со броевите до 10, да го повториме значењето на знаците плюс, минус и еднакво. Знакот плюс се користи при математичката операција собирање, кое што пак собирањето е математичка операција со чија што помош се наоѓа вкупен број на единици колку што содржат 2 или повеќе броја заедно. Знакот минус пак се користи при одземање, која е обратна операција од собирањето. Одземањето е математичка операција исто така, при која што од првичната своја количина на единици треба да одземеме, односно да намалиме одреден број на единици и при тоа да одредиме колку единици ни остануваат од вкупната количина која се намалила. И знакот еднакво го користиме на крајот на секоја задача во математиката пред да се запише конечниот резултат на задачата, без разлика која операција сме ја користеле. Сега да преминеме на собирање на броевите до 10. Имаме пример даден од 6 плюс 3 дека е еднакво на 9. Може да забележите дека е ова бројна оска на броевите од 0 до 20,
ние рековме дека бројот 6 соберен со бројот 3 е 9, меѓутоа мора да провериме на даденава бројна оска дали навистина е така. Што правиме? Вие на вашите бројни оски со вашето моливче ќе застанете на бројот 6. Зошто на бројот 6? Заради тоа што првиот број од задачата ни е 6, застануваме на бројот 6 и скокаме 3 чекори напред. Зошто скокаме 3 чекори напред? Затоа што имаме знак плюс и треба да додадеме, односно да одиме напред за 3 места од бројот 6. И тргнуваме 6 за 1 чекор, за 2 чекори и за 3 чекори не однесе до бројот 9 и тоа ни покажува дека навистина 6 плюс 3 е еднакво на 9. Дадени ви се надоле задачи кои што треба да ги погледнете и да размислите како ќе ги решиме и ќе дојдеме до точното решение со помош на дадената бројна оска. Ајде гледајте и размислувајте 5 плюс 2 колку ќе биде конечниот резултат. Што правиме? Застануваме на бројната оска на бројот 5 и одиме 2 чекори напред. 5 плюс 2 чекори напред не носи 5, 6, 7, значи 2 чекори, 5 плюс 2 е еднакво на 7. Потоа имаме 3 плюс 4, 3, 1, 2, 3, 4, 4 чекори, значи 3 го зголемивме за 4 чекори и не донесе повторно кај бројот 7, па имаме задача 7 плюс 7, каде што на бројот 7 му додаваме 1 чекор напред и не носи кај бројот 8, па имаме задача 4 плюс 5, застануваме кај бројот 4 на бројната оска и одиме 5 чекори напред, 1, 2, 3, 4, 5, доаѓаме до резултат 9 и го запишуваме кај 4 плюс 5, потоа одиме на задачата 1 плюс 4, застануваме на бројната оска кај бројот 1 и одиме за 4 чекори напред, тргнувајќи од 1, 1, 2, 3, 4 и видовме дека не донесе кај бројот 5 кој што го запишавме. Потоа имаме задача 7 плюс 2, застануваме на бројна оска на број 7 и се движиме 2 чекори напред, треба да видиме дека ќе не донесе кај бројот 1, 2 не донесе кај бројот 9. Запишуваме дека 7 плюс 2 е еднакво на 9 и имаме задача 4 плюс 6, каде што застануваме на бројот 4 и се движиме 6 чекори напред. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шестиот чекор не донесе на бројот 10 и запишуваме резултат дека 4 плюс 6 е еднакво на 10. Сега одиме на наредниот слайд кај одземање на броевите до 10. Што е карактеристично за одземањето и бројната оска? Кога одземаме броеви на бројната оска, ние се движиме со чекори наназад. Значи во собирањето одевме со чекори нанапред, додека пак во одземањето од вкупната количина одиме со чекори наназад. Имаме пример 8 минус 4 дека е еднакво на чекор на 4. Ајде да провериме. Застануваме на бројната оска на бројот 8 и одиме 4 чекори назад, бидејќи вториот број ни покажува колку чекори треба да се движиме наназад. А бројот минус ни покажува дека треба всушност навистина да одиме наназад. Одиме од 8, 1, 2, 3, 4 чекори и навистина не донесе кај бројот 4 како што сме и запишале во резултат. Дадени ви се тука задачки со одземање, кои што ние заедно ќе ги решиме на бројната оска. Ајде одиме со првата задачка, 6 минус 2, застануваме на бројната оска кај бројот 6 и се движиме 2 чекори наназад.
1 чекор, 2 чекори, гледаме дека не носи кај бројот 4 и запишуваме дека 6 минус 2 е еднакво на 4. Потоа имаме задача 3 минус 1, одиме на бројната оска на бројот 3 и се враќаме 1 чекор назад, забележуваме дека сме дошле кај бројот 2, запишуваме дека 3 минус 1 е еднакво на 2. Потоа одиме 7 минус 5. Застануваме на бројната оска на бројот 7 и се движиме 5 чекори назад. 1, 2, 3, 4, 5 чекори, не донесе кај бројот 2 и запишуваме дека 7 минус 5 е еднакво на 2. Па одиме на задачката 9 минус 3, каде што ќе застанеме на 9 во бројната оска со моливчето и се движиме 3 чекори назад. Одиме од 9, 1 чекор, 2 чекори, 3 чекори, не донесе кај бројот 6 и запишуваме дека 9 минус 3 е еднакво на 6. Потоа одиме со задачата 8 минус 7, каде што ќе застанеме на бројната оска на бројот 8, со тоа што одиме 1 чекор наназад и забележуваме дека не донесе кај бројот 7, што всушност значи дека 8 минус 1 е еднакво на 7. И ни остана уште бројот 10 минус 4. Застануваме на бројната оска со моливчето на бројот 10 и се движиме 4 чекори назад, 1 чекор, 2 чекори, 3 чекори, 4 чекори, каде што не донесе на бројот 6 и запишуваме дека 10 минус 4 е еднакво на 6. Со тоа, драги деца, денеска го завршивме нашиот час и се надевам дека ги утврдивте своите знаења за броевите од 1 до 10. Довидување до наредно дружење.